Добро вечер. Судскиот совет ќе апровирува работата на судијата Елведин Ферати, кој ја изрече 2-годишната затворска казна за Менсур Пајазити, кој смртно ја прегази 22-годишната девојка, потврди за Канал 5 председателот на Советот Александар Камбовски. Тој вели дека ќе се направи увид дали е постапувано според законот во однос на казната, чија висина Ферати во читањето на пресудата ја оцени како пример и поука за сите во сообраќајот. Работењето на судијата Ферати и неговата присуда да одат под лупа на судски побара и премиерот Христијан Мицкоски, кој правосудството го оцени за најслаба алка во борбата против криминалот и корупцијата. Има ли некој во државава кој смета дека тука имаме задоволена правда? Јас не само што не сметам дека правдата е задоволена, но и како председател на владата, како човек и родител на 2 деца, сум силно разочаран. Ова не е правда. Јавно барам од Судскиот совет да се преразгледа работењето на овој судија и уште еднашка да се анализира оваа пресуда. Ова нема да биде уште еден случај што ќе се затвори без одговорност. Лично ќе го следам и јас ви ветувам дека правдата ќе истераме до крај. Ова е моментот кога мора да покажеме дека законите важат за сите, затоа што можна следна жртва е секој еден од нас. Директор на здравствена установа и негов посредник се приведени поради сомнение дека примале подкуп за да сместат пациент. Според информациите станува збор за директор на болницата за геријатриска и палијативна медицина, кој наводно побарал и примил подкуп од 20.000 евра. Случајот го потврдија и од МВР и од обвинителството. Михајло Видимлиски. Директор на здравствена установа е уапсен под сомнение дека примил подкуп. Според информациите на Канал 5, станува збор за директорот на специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина 13 ноември Скопје Мухсин Арифи. Освен него уапсено е уште едно лице, кој имало улога на посредник. Неофицијално, двајцата барале и примиле подкуп во износ од 20.000 евра за болно и неподвижно лице да биде сместено во геријатриска установа. Акцијата е спроведена координирано помеѓу обвинителството и полицијата. Во координирана акција на Министерството за внатрешни работи и Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, приведени се 2 лица под сомнение за кривични дела примање подкуп и примање награда за противзаконито влијание. Се постапува за целосно расчистување на случајот. За сега нема информација дали ќе се бара притвор или други мерки за осомничените. Нема ниту детали дали биле фатени со обележани банкноти. Од Министерството за здравство вела дека се залагаат за што побрзо расчистување на случајот. Оттаму вела дека стојат на располагање доколку се потребни какви било информации по службена должност. Арифи претходно беше и ВД директор на психијатриската болница Скопје, поставен како кадар на Алијанса за албанците. Арбен Таравари во писмено соопштение ги повика надлежните органи да спроведат брза и ефикасна истрага. Албанскиот народ не заслужува да го представуваат лица кои евентуално се обидуваат нелегално да се збогатат на здравствените маки на граѓаните. Ова е недозволиво и надвор од принципите кои ги застапуваме. Партиските органи на Алијанса за албанците ќе ги преземат сите неопходни статутарни чекори за зачувување на угледот на партијата. Последен случај на примање подкуп во здравството имаше пред 2 месеци во Битола, кога беше уапсен хирург во просториите на клиничката болница. Тој по операција на жолчка на пациентка побарал од нејзиниот син 150 евра, за како што соопшти тогаш обвинителството да се почастил за извршената работа. Борбата против корупцијата е клучна за напредокот кон Европската унија, порача евроамбасадорот Михали Серокас на првата седница на меѓуресорското тело за координација на активностите против корупцијата. Од амбасадата на Соединетите Американски држави пак велат, потребна е политичка волја за реформирање на правосудството. Веќе подолго време граѓаните овде и политичкиот спектрум велат дека корупцијата набрзо ќе заврши. Меѓутоа, многу малку се промени во пракса, се чини, и ние треба да видиме промена
и забрзана промена во борбата против корупцијата со цел да се даде основа на поставените реформи. Бавното решавање на правосудните предмети, значи ја еродира довербата на јавноста. За јакнување на правосудните органи бараат реформи, активности и пред се и најважно политичка волја. Без ова неефикасноста ќе го наруши прогресот. Македонското МНР е во постојана комуникација со Соединетите Американски држави, вели министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Очекува во најскоро време да има разрешница за царините и дека се разгледува опцијата за потпишување на договор за слободна трговија. Можеме да одиме до нула затоа што ефектот не е воопшто голем. Ние целокупната, и тоа ви зборувам, под 1%. Значи, ние во целокупната, целиот извоз минатата година бил некаде околу 6 милиарди 800 милиони денари. Тоа е нешто повеќе од 100 милиони евра. Значи, многу малку во споредба со тоа кој што го разменуваме со останатиот дел од светот. Не ни е значајно. Било каква промена во овој дел, кај царинските стапки, апсолутно нема да има никакво влијание на буџетот. Ке има ли покачување на цените во пресрет на Великден? Иако се уште на сила се владините мерки за ограничување на маржата за 100 групи на производи, сепак дел од граѓаните велат дека очекуваат ново поскапување. Јордан Цветановски. Ке има ли празнично покачување на цените во пресрет на најголемиот христијански празник Великден? Дел од граѓаните очекуваат цените да се вивнат нагоре, како што било речиси секогаш за големите верски празници. Месото во моментов се движи од 200 па се до 600 денари. Најскапо е јагнешкото, а нешто поевтино е свинското и пилешкото месо. Табла јајца пак во дел од продавниците се продава од 220 до 320 денари. Поради високите цени на месото и на јајцата, дел од граѓаните велат дека годинава великденската трпеза ќе им биде поскромна. Цените пак на овошјето и зеленчукот варираат. Јаболката се продаваат за 60 на денари, додека пак краставиците и доматите се продаваат за околу 120 денари за килограм, чии цени според граѓаните предпразнично дополнително ќе се зголемат. Па скоро исти како што беа. Значи нема некој поскапување? Па нема сега како што беа. Понапред толку си. Годинава великденската трпеза ќе биде иста колани или Че наместо јагне ќе јадеме јагнешко главче само. Тие се поевтина, коските. значи колани нема да биде? Нема. Кифлички, јајца, салати. Годинава ќе има повеќе мефици или помалку? Па помалку, ама добре. Добре е за нас, ние сме пензионери двајца. Добре, така. Ќе се снајдете Ќе се снајдеме, да. Е поскапо. Јагничко, телечко, јуничко, било како. Од се понешто. Важно месо ќе има. Во меѓувреме на сила се владините мерки за ограничување на маржите за 100 групи на производи, прехрамбени и непрехрамбени, со кои се очекуваше граѓаните во пресрет на празниците Рамазан, Бајрам и Великден да купуваат поевтини производи. Од возење без возачка дозвола до возење под дејство на алкохол. Зголемениот број полициски контроли на улиците не ги плаши несовесните возачи, а полицискиот билтен речиси секојдневно е исполнет со низа на прекршоци. Од МВР апелираат до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила. Тема на Здравко Димитров. Зголемениот број полициски контроли на улиците не ги плаши несовесните возачи. Билтенот на МВР продолжува да се полни со сообраќајни прекршоци. Само вчера се изречени 82 казни за возење без возачка дозвола, додека за управување моторно возило под дејство на алкохол се санкционирани 5 возачи. Меѓу нив и скопјанец кој среде бел ден во Тетово возел со 2,15 промили алкохол во крвта. Во петокот и во деновите од минатиот викенд, како резултат на активностите односно сообраќајните контроли спроведени од полициските службеници на патиштата низ земјава, беа издадени вкупно 2553 платни налози. Од нив 252 учесници во сообраќајот се затекнати без возачка дозвола, а изречени се 104 санкции за возење под дејство на алкохол. Најчести причинители кои доведуваат до сообраќајни несреќи се непочитувањето на сообраќајните правила и прописи. Во текот на изминатиот викенд, поради возење под дејство на алкохол се приведени 8 лица,
вклучително и двајца неславни рекордери со 3,34 и 2,65 промили алкохол во крвта, кои возеле автомобили во Кавадарци. Сообраќајните прекршоци остануваат секојдневие, а казните кои што ги изрекуваат полициските службеници не се доволен мотив за да престанат со прекршување на законите. Граѓаните мислат дека само драконски казни можат да стават ред во сообраќајот. Построги казни, повеќе казни да се делат за да се заштитат и пешаците и тие што возат, меѓутоа и пешаците се малце, можам да кажам, нека безобразни. Мислам дека уште малце построги треба да бидат. Казните парични, ако се, не се ни мали. Потешките прекршоци и кривичен карактер треба да имаат. Од Министерството за внатрешни работи истакнаа дека ќе продолжат со сообраќајните контроли и следниот период. Оттаму апелираат до граѓаните да ги почитуваат законските правила за безбедност во сообраќајот за да се спречат понатамошните инциденти на патиштата. Вестите завршија. Останете со програмата на Канал 5 и имајте пријатна вечер.